Срамота е да се каже дека Македонија нема стручни лица кои може да ги извадат податоците од системите за прислушување, доколку тие не се претходно избришани, вели Симо Груевски, поранешен член на бордот на директори во Телеком. Според него прислушувањето во Македонија се вршело каубојски. Ме чуди онај податок сега дека чекале човек од Ериксон да дојди па да му ги излечи податоците од системот. Тоа е брука за прво за државата. Брука е за МВР. Толку имаме тие IT стручњаци. И нема тука чуда. Како можеле тие да купат опрема да не знаат како да ја користат? Тоа се наивни работи, али добро, се вадат сега на сето тоа се вадат овие сега за да обструираат. Што може повеќе да се обструира работа. И сега таму во компјутерите не постојат по мене. Тешко ќе дојдат и овие обвинителкиве до податоци како идело тоа све. Затоа што изгледа ги немат. Иде каубојски. Вика, Мијалко, овој број стави го на преслушкување. Готово. И тоа се правело. Поранешниот член на бордот на директори на Телеком Симо Груевски додава дека во Македонија не се почитува законот за следење на комуникациите. Предпоставувам дека МВР не му има давано информации на операторите дека ќе ги преслушкува тие и тие. Тоа е многу важен елемент. И затоа што сега сите овие што биле прислушкувани, можда и јас сум таму, не отидов да барам тоа исписот, како полно новинари се прислушкувани, одма на суд треба да се иде да се бара оштета. Али оштета од операторот бараш, не бараш од МВР. Али МВР не му дал на операторот да се евидентира тоа све. Се е тоа правено каубојски, тајно. Инаку Симо Груевски беше тужен поради тоа што јавно предочи ја извести владата и другите надлежни институции за неговите несогласувања со поголем број од постапки во работењето на менаџерскиот тим на Телеком. Во април 2004 година беше разрешено од одборот на директори на Телеком откако да антикорупцијската комисија пријави неправилности во работата на менаџерскиот тим, а решението му го врачил лично извршниот директор Атила Сендреј, кој пак е осомничен за подкуп во случајот Маџар Телеком. ТВ21 е во очекување на одговорите на прашањата кои му ги доставивме на операторот.